А токму Мавровскиот регион е вистински предизвик и за сите планинари. Во Македонија многу ретко може да се забележат жени планинарски водичи, барем со податоците кои што ги имаат од Федерацијата, само 26% од планинските водичи во Македонија се жени. И со цел да ја промени оваа слика, Комисијата за планинарски водичи при Федерацијата за планинарство на Северна Македонија распиша повик до сите заинтересирани планинарки од општина Гостивар да се пријават на бесплатна обука за планинарски водичи жени и тоа за планинарење по лесни патеки во летни услови. Повеќе информации за повикот кој што е активен утринава дознаваме од Горан Николовски од Комисијата за планинарски водичи при Федерацијата за планинарство на Северна Македонија и Марија Ѓурчиновска, учесничка на обуките за водичи. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Фала на поканата. Федерацијата за планинарство е најголемото доброволно здружение на граѓани во земјава со повеќе од 3000 членови организирани во 56 планинарски клубови низ целата држава. Една од основните цели на Федерацијата е токму безбедно планинарство. Што точно значи самиот концепт на безбедно планинарство? Фала ви многу на поканата. Безбедно планинарење е организирано планинарење. Значи, организирано во планинарски клубови, по обележени патеки, со планинарски водичи и претходно со обука на учесниците. Пред некој ден читав нешто за историјата на Планинарската федерација и дури од 50-тите години, Федерацијата е формирана некаде 48 година, од 50-тите почнале обуки. И замислите, од тогаш ние имаме и планинарски водичи. Некаде во 2013 година воведовме еден нов концепт околу планинарските обуки за водичи со современување и од тогаш сме навистина задоволни од одзивот и од учеството и од придонесот на новите планинарски водичи во безбедното планинарење. Какви се активности презема Федерацијата за планинарство во текот на годината со цел популаризација на така нареченото безбедно планинарство во Македонија? Ние имавме еден концепт во 2013 да го прошириме бројот или базата на планинарски водичи, за да можат после тие во своите клубови да прават обуки за учесниците, за заинтересираните. И тоа почнува тој концепт почнува да се остварува, затоа што во 56 друштва клубови во Македонија веќе во повеќе мина, во повеќето има и обуки. Во пример, во Делчево, еден од водичите и еден од координаторите учествува во образование на млади луѓе по основните школи и средните школи. Во Кочани, во Куманово, во Тетово, во Гостивар, Скопје, да не зборувам, Битола, град со планинарска традиција, и многу сме задоволни на вистина од тоа. Образувани се во школите илјадници млади деца, а ние со нашите обуки по клубовите и за водичи ја продолжуваме таа традиција. Марија е и дел од таа обука и многу ни е мило што учествуваше на една од обуките за планинарење, за планинарски водичи во 2020 година. Да, ќе ни ги пренеса Марија незините искуства од самата обука. Она што исто така треба да споменеме дека Федерацијата за планинарство организира обуки согласно програма која што е одобрена од Министерството за образование и наука години наназад. За какви обуки конкретно станува збор и што точно тие опфаќаат? Во некаде, мислам, во 2017 година Федерацијата доби дозвола од Министерството за образование да биде едукативен центар за обуките за планинарски водичи и со лиценца што ќе се добие од Планинарската федерација, всушност луѓето можат не само доброволно, туку и професионално да се занимаваат. Во националната класификација на занимања, како што постои правник, како што е Марија, како што постои инженер или како вашето занимање, постои планинарски водич. Значи, луѓето може слободно со тоа да се занимаваат. На една од обуките, поранешниот председател на Федерацијата, професорот Угриновски, рече, ова е како факултет, вика, ние на обуките имаме 18 предмети. Значи, тие обуки содржат и прва помош, и правни аспекти, и психологија, и техники на водење, и ориентација дење и ноќе. Така што, навистина се комплексни. Еден од коментарите можда и во вашата генерација беше ова како војска било. Мора да биде се под конец за да излезат квалитетни луѓе. Да. Да, ќе ни го пренесете и вашето искуство, што точно се случуваше на овие обуки и како изгледа всушност една таква обука?
Па обуките пред се започнуваат, тоа се веќе некои си искусни планинари, планинарки во случајов обуката кога беше само со жени. Беше во период кога имаше ковид, па некако имавме припрема пред главната обука, имавме во помали групи, вовед во темите, во ориентација, покажување јазли. Сето тоа, самата обука е повеќе слојна, како што кажа Горан, значи опфаќа разни теми и се со цел да не подготви, да бидеме спремни за да се соочиме со сите предизвици на планина, да бидеме спремни за да нема проблеми, но и да бидеме подготвени доколку излезе некој проблем. Одлична можност е за продловочување на знаењата, за повторување и целиот процес што е после обуката, целиот приправнички стаж е со намера да направи од нас, да кажам, искусни, стабилни водичи за да може да водиме групи и да учесниците во акциите се чувствуваат безбедни. Имавте ли претходно некакви предзнаења во однос на планинското водење? Па да, условите за да се пријавиш на тие обуки е да имаш веќе некакво си искуство. Во самите групи и клубови во кои членуваме и со самите акции веќе колку и да не си директно некојаш вклучен во водењето, иако јас сум била директно некако вклучена во тоа водење, сепак добиваш представа што значи водењето, добиваш представа што значи безбедноста на планина и колку е таа важна. Така да сите одиме таму со некое предзнаење и веќе тоа станува збор за искусни планинари. Така да тоа е еден процес каде што во таа програма замислена само треба да ги потврди нашите знаења, да ги продлавочи, едноставно да не обучи да тоа да го проследиме во групите со кои планинариме. Зборевме за едукацијата, значи иако е таква, иако во некоја формална смисла, едукацијата е во самото одење на тие тури, со самото советување на учесниците за некои помали аспекти, да им посочиш некои ствари, така и едукацијата има и мала димензија, и поголема димензија. Важно е да се пренесе знаењето за поголема безбедност на сите. Да, колку што е важен теоретскиот, толку е важен и оној практичен дел. Горан, она што е особено важно да се истакне во оваа пригода е одличната соработка која што има Федерацијата за планинарство на Македонија со онаа меѓународна асоциација на планинари и качувачи, од која што имате и добиено и соодветна лиценца за да организирате обуки од ваков вид. Рамковна организација на планинарските асоциации низ цел свет е Меѓународната асоциација за планинари и качувачи по Карпи, тоа е УИА, со седиште во Швајцарија. Имавме чест во мај дури да угостиме стотина планинари од цел свет, од Индија, од Израел, од Аргентина, од Канада, со цел да се пренесе искуството од странство и кај нас. Зашто и ние бевме навистина еден ценет партнер и затоа добивме и заслужени пофалби за организацијата. Многу ни беше мило што дојдоа луѓето. Ги почитуваме стандардите меѓународни што се воспоставени, како што ги почитуваме и нашите стандарди во програмата за Министерството за образование. Тие се многу стрикни, зборувам за меѓународните стандарди, и ние во 2018 добивме таа лиценца. И она што навистина Комисијата за планинарски водичи при ФПСМ ја радува е што нашата комисија, односно нашата федерација стана еден регионален хаб за образование на водичи во соседните земји. Например, вие немате водичи образувани според меѓународни стандарди во Албанија, во Косово и во Црна Гора. Доаѓаат кај нас, нивните планинари се образуваат. Значи, со наша лиценца, еве и на обуката, на следните обуки на кои што беше и Марија, имаме луѓе од Црна Гора, веќе 5 водичи од Црна Гора се со наши лиценци. Еден водич од Косово е со наша лиценца. Сега дојде уште една планинарка, така што тоа посебно не радува. Гледаме дека има квалитет и тоа луѓето го ценат и почитуваат. Сето тоа говори за професионалноста, односно професионалниот пристап кој што вие го имате токму во реализација на овие обуки. Ако веќе говориме за бројки, колку планинари досега биле дел од обуките на Федерацијата за планинарство, ако се знае дека годинава ја обучивте и 10-та генерација на планинарски водичи? Да, годинава беше јубилеј на 10-та, што посебно не радува во таа категорија. Неко ние имаме одржано и обуки за зимски тури. Мислам, една од најголемите групи беше групите кога беше и Марија, 27 луѓе. Досега биле на нашите обуки за оваа категорија 360 луѓе.
и од нив се регистрирани 120 планинарски водичи, што е некаде третина, што е светски просек. Да ви кажам, оно што е интересно што луѓето кога доаѓаат на обуките за водичи не стануваат сите водичи. Си доаѓаат за сопствено образование, да си пополна некоја дупка во знаењето и да видат дека е тоа навистина комплексно водењето, дека тоа не е само сликање на планина или собирање на цвеќиња или еднодневно излегување, него навистина комплексна дејност е планинарското водење, кое што ги внесува, кое што води сметка за сите аспекти, од метеорологија, од прва помош и од логистика, транспорт, безбедност, така да навистина е одговорно планинарското водење. Колку планинарските водичи од клубовите од Македонија држат обуки за планинарски водичи во нивните клубови, колку се расположени да обучуваат млад кадар кој што сака да ги искуси сите оние предизвици кои што со себе ги носи самата професија планинарски водич? Да, тоа баш зборевме со Марија, баш правевме еден преглед низ Македонија колку клубовите прават обуки. Еве, тоа го напоменав претходно. Релативно интерно во самите клубови се одржуваат, мислам дека помали поголеми обуки, се користат и планинарските тури за да се објаснат некои аспекти за опрема и за водење, однос на метеоролошките, ориентација, користење на компас. Мислам дека во некоја форма во сите друштва и групи постои некоја си едукација. Како што напоменам, мислам дека и Горан има едукација и во средните школи, на млади, така да мислам дека се работи доста и сето, мислам, тој тренд треба да продолжи, да се зголеми и со трендот на повеќе на одење во планина и зголемување на некако на бројот на заинтересираност за вакви планинарски тури, мислам дека треба и да се повеќе да се обрати внимание на таа едукација. Ги споменавте оние едукации кои што ги организирате во училиштата, од тука ми се наметнува само по себе прашањето каков е интересот кај помладите, колку тие се расположени за една ваква професија или барем да покажуваат некаков почетен интерес? Мислам дека има допрва се развива оваа култура кај нас, тоа е мојот впечаток. Мислам дека допрва ќе има голем број на млади што ќе сакаат да додат вака организирано на планина, што ќе сакаат да се едуцираат и многу е важно ние како општество да предонесеме младите да развијат љубов спрема природата и спрема овој спорт. Така да се зависи од нашиот влог сега каква младина ќе имаме, како и за сите аспекти. Мислам дека ова е многу убава активност и како хоби, како професионално да ја има, така да се зависи од Да, ќе се надоврзам на ова Марија што го зборува, тоа е баш интересно кога почнеме во 2013 со обуките, просекот на возраст на водичите беше 62 години. Со сета почит кон постариите и поискусни водичи, ние со обуките, еве досега, таа бројка возрастна група во просек е намалена на 35 години. Што е навистина успех. Да, имате подмладување на тој кадар, што е воведување на нови стандарди, значи ако порано се одело во групи, со автобуси, со пеење, со музики и слично, што е секако супер аспект на планинарењето, сега многу повеќе се води и сметка за безбедноста и новите трендови во планинарењето. Споменав и претходно во најавата, во Македонија 26% од планинарските водичи се жени. Со какви бројки располагаме во тој дел? Зошто е слаб интересот за учество од страна на девојките и како да се охрабрат токму девојките за планинарските предизвици? Мислам дека моменталната состојба можеби одраз на целокупното општество. Само што ние сакаме, со што дискутиравме, сакаме оптимистички да гледаме на целата ситуација и со помош на овие обуки и со поддршката еве како моментално овој повикот што постои поддржан од разни партнери, сметаме дека стварно мислам дека ќе се подобри состојбата, дека се повеќе ќе има жени и дека жените ќе се охрабрат да се пријавуваат на овие обуки и да се земаат по централно место во организација на тие тури. Само ќе додадам, беше многу интересно порано ние, за да поттикнеме поголем број на учеснички жени на обуките, дури дававме бесплатно, со пола цена. На една од обуките, една од учесничките ми вика, зашто вие ми давате посебна цена, помала, јас сум рамноправна со мажите,
и ние тогаш воведовме целосна цена. Равноправен Меѓутоа третман. се обидуваме да бараме пари од проекти и од општини, и од администрација и од други институции за да го потикнеме и го зголемиме тој број. И сигурно што е во фокусот на денешниот разговор, токму со цел зголемување на бројот на жени планинарски водичи, во соработка со општина Гостивар распишавте и повик за бесплатни обуки за жени планинарски водичи. Би сакал малку технички информации за гледачите кои што не следат. Кој се може да се пријави, кои се условите кои што треба да се исполнат за да се пријават на повикот, до кога е отворен повикот и на кој начин всушност ќе се реализираат самите обуки? Честитки за општината Гостивар, да ви кажам искрено, што најде интерес и можности за финансирање на проекти, тоа се проекти за здружение и за спортски клубови. Федерацијата направи проект за образование на 10 жени планинарски водичи, општината го прифати и веќе почна активностите, објавен е повикот. Повикот е отворен до 1 јули, веќе има интерес. Се пријавија неколку заинтересирани, сега ги поднесуваат документите и на нив на повикот може да учествуваат полнолетни граѓанки на Македонија, посебно од тој регион, кој што има некако планинарско друштво и желба да придонесат во безбедно планинарење. Навистина се радуваме на овој повик и ги потикнуваме и другите општини, а посебно планинарските клубови од цела Македонија, да ја контактираат федерацијата која што ќе им помогне во правење на тие проекти за да може да конкурираат пред општините. Општините имаат средства. Овде приметив пред кратко имаше повик ЕУ за тебе. И Европската унија, и амбасадите, и други проекти даваат, поддржуваат финансиски одредени проекти и луѓето треба да се обидуваат навистина. Федерацијата ќе помогне во подготовка на проекти. Да, секогаш е тука расположена за соработка. Каква е состојбата генерално со планинарските водичи, конкретно во Полошкиот регион и зошто токму акцентот беше ставен на овој дел од Македонија? Генерално, деловите како што се Скопје, Битола, Куманово, имаат поголема планинарска традиција и во образованието, односно во планинарењето. Ние сме многу задоволни што имаме планинарски водичи дури во 36 планинарски клубови низ цела Македонија, почнувајќи од Делчево до Тетово, од Струга до Пробиштип дури. За жал би ги поттикнал нашите колеги од Струмица, од Охрид, каде што немаме планинарски водичи. Се прв пат добивме планинарски водич, се пријави една планинарка од Штип, што ни е посебно мило. И тоа како е важно, ќе се надоврзам за еден туристички центар како што е Охрид. Да, тоа навистина сме изненадени. Имаше неколку кандидати, меѓутоа досега се уште во процесот на образование, уште немаат лиценца. Охрид е посебно значаен за туристичката понуда, зашто туристичките водичи не се планинарски водичи. Тоа треба да разбереме. Туристичкиот водич ќе ве однесе низ град, меѓутоа нема да ве однесе на планина и не знае каде да ве однесе. Тука треба да имаат подобра соработка со агенциите, затоа што планинарските водичи ги знаат сите аспекти што ги напоменавме од планинарењето. И зошто Полог? Во Полог има 8 водичи, меѓутоа нема ни една жена водич. И имаме повеќе заедници покрај македонската, тука и албанската и турската заедница и сакаме и тие заедници да ги потикнеме вклучени, зашто гледаме, и јас посебно гледам на Шапанина, навистина има луѓе кои што и од тие заедници, од турската и од албанската, доаѓа на планина. Покажуваат интерес. Да, и тоа е многу добро ако се пријават од сите заедници луѓе на нашата обука, ќе ни биде мило. Марија, која е предноста на жените планинарски водичи и зошто да зародуваат еднаквост токму на планинарските терени? Повака, напоменавме зашто има помал број, можеби е тој некој стереотип што постои во однос на тоа каде е силата на водичот. Нели машката сила е една, но силата на жената е друга. Во поинаква форма е, но не е помалку важна од силата во машка форма, така да жените се повнимателни, поемпатични, не влегуваат толку, не е таа некој во ризици, туку по-пресметани се некои ситуации. Кога имаш тоа може би е клучно при престој во планина? Клучно е и двете страни се важни. Да, двете страни се важни. Потребно да постои некој баланс и во како во секој аспект, така и во природата и во
водењето во природа. Еве, нашата група е пример. Имаме водич, што ми е другар, он ја води групата, јас помагам и некако сме си совршен баланс во однос на темпо, на дополнување се со цел да имаме една оптимална состојба, да се прилагоди тоа на сите учесници и за сите да се чувствуваат добро, што на крајот од денот најважно ни е тоа. Самото одење на природа е рекреативно, луѓето треба одат таму за да се чувствуваат убаво, да се опуштат, така да најбитно е да се чувствуваат пријатно и безбедно. Обширна тема, но времето за жал ни е ограничено за денешниот разговор. Сосема накусо на крај на денешниот разговор, Горан, колку планинарските водачи се суштинска алатка и еден неопходен елемент од една туристичка понуда на убавините кои што ги нудат конкретно меѓу другото и македонските убавини, го разбираме ли нивното значење во еден систем? И предходниот прилог за Маврово и другите прилози што ги имавте во емисијата покажуваат дека планинарските водичи се неопходен и основен дел за безбедно водење на планина. Се надеваме, а ние со нашето образование инсистираме планинарските водичи да се основните, да се најважните луѓе кои што водат на планина. Туристичкиот водич не може да води на планина, ние може да соработуваме со туристичките водичи, меѓутоа на планина, знаејќи ги сите аспекти колку се комплексни од водењето на планина, се основните луѓе кои што може да водат на планина. Ги потекнуваме граѓаните на Македонија да се зачленуваат во планинарските клубови во Македонија, каде што ќе имаат безбедно водење, ќе користат бесплатно опрема и дури има и попусти по продавници меѓу другото, така што тоа се предностите кои што планинарските клубови ги нудат. Од самата професија. Горан, Марија, благодарам за денешното гостување во утринската програма на Македонската телевизија. Се надеваме дека со јавното говорење токму за овие предизвици на македонското планинарство и македонските планинари барем малку ќе придонесеме кон подобрување на состојбите на македонското планинарство и конечно дека земјава ќе добие искусни, но и професионални планинарски водичи, меѓу другото базирани на оној принцип народова еднаквост. Фала на поканата.